Златко Тодоров е архитект, собственик на градежната компанија Кубус. До 2007 година земал кредити од банките за потреби на компанијата, но по налог на директор од комерцијална банка, Тодоров бил вовлечен во банкарска шема која траела со години. Тој земал кредити од банката за да им дава заеми на фирми кои воопшто не ги познавал. Дел од парите му ги враќале трети фирми, а тој им останувал должен и на банката, и на фирмите. Тодоров не ги познавал лично Ристо Муров и Војота Табитовски артник. Ги сближила само една работа – сметката во комерцијална банка. Јас дојдов кај него во канцеларија и му реков: Златко, добар ден, јас сум Ристе Мар компани, што ти искочив во сусед, што ти помогнав и што ти пуштив пари. Вика: Ристе, извини, јас не сум побарал од тебе пари. Кој ти кажал да пуштиш пари, од него барај ги парите. И човекот дојде со едно барање, пари кои што били уплатени пред Нова година да бидат вратени кај на неговата фирма на сметка. Кој што ви кажал, ако се уплатени, замолите го да ви ги врати. Ние такви пари немаме. Полицијата во истрагата се обратила до управата за спречување перење пари, која трагајќи по документите, открила дека тогашниот директор на комерцијална банка, кој веќе не работи таму, формирал лажни побарувања по основ на заеми меѓу капитално поврзани фирми. По укажување на директорот на секторот за кредитирање во комерцијална банка Саша Твртковиќ, млад перспективен кадар на комерцијална банка, поставен како директор на еден многу значаен сектор во банката, кредитирање, во стопанството, дојдоа пари кои што дошле на сметка на Кубус од друга банка, значи уште една банка, за да се префрлат на фирма која што ние не ја знаеме. Сум се ставил во позиција да треба да помогнам на некоја фирма на банката. Како корисници на кредити се јавуваат фирми на семејството на Кираца Трајковска, тогаш заменик директор во Фиршпет, но и фирми како Фиршпет, Технометал, Макошпет, Лотарија на Македонија, па до разни помали компании од Штип, кои биле капитално поврзани. Она што е спорно се 9 милиони денари и некои се 17 милиони денари кои по определен кредит и по определени трансакции поминале низ мојата фирма и ми останале како долг. Јас сум го земал кредитот, сум го дал на некого кредитот, така, и долгот ми останал мене, никој не го вратил кредитот. Полицијата направила мапа на која се представени фирмите и нивните собственици, за да се види поврзаноста како по основ на роднински релации, така и по принципот на капитална поврзаност и членство во управните одбори на банките. Нивните фирми не можеле да користат директно кредити од банките, па барале начин како преку трети фирми да дојдат до пари. Сите овие пари се фактички само за да протечат низ мојата фирма и да отидат на ен место, значи ја не знам Естела кај ги дозначила 17 милиона. Појма нема. А имам цесија од Кубус со кој не сум имал никакви деловни односи, каде што мене Кубус ми дава некои 400.000 денари што ми ги должила една од овие фирми. Значи јас со Кубус не сум имал никакви. Кубус ми уплаќа мене по заемица, ми дава 400.000, ја му ги враќам 400.000 и тога завршува целата работа. Трајковска одби да коментира јавно. Рече дека случајот е измислица и дека Тодоров и Татабитовски се измамници. Осомничениот Твртковиќ не сакаше да коментира. Само кратко изјави: се што имав да кажав пред неколку години кога бев повикан да дадам исказ. На ова место доктор Адил Мустафа и неговата сопруга биле повикани од менаџментот тогашен на Унибанка. Им било ветено дека ќе добијат кредит од 1.650.000 евра, но наместо да ја добијат таа сума, тие добиле само 650.000 евра.